Основната задача и на новинарите во целата приказна е да известуваат професионално и одговорно, почитувајќи ги законите и етичкиот кодекс, при тоа креирајќи содржини кој што ќе биде мостот помеѓу кој ќе се гради довербата помеѓу медиумот, без оглед на тоа за каков медиум станува збор, и публиката. Колку известувањето во трагични ситуации какви што живееме изминативе 2 недели не оддалечува од се погоре споменатото во борбата за гледаност, слушаност и кликови. Тема на која што разговараме со колегата Саша Димовски како представник на Советот на честа во рамки на Сдруженијето на новинари на Македонија. Добро утро, Саша, благодарам за одвоениот простор за гостување во Македонија наутро. Знам дека полна ви е агендата. До толку повеќе сум благодарна. Добро утро, поздрав и до оние кои се ранобудни и кои стануваат и ги гледаат утринските програми. Веруете, до овој период, до нова година, сите активности кои мислам дека не беа завршени во текот на годината треба да се завршат. И навистина е хаос и со се ова што се случува, но како ви кажа, ќе издржиме, па потоа ќе разговараме. Апсолутно, да, но имаме тема во која што сакам да проговориме што правевме ние и што се уште правиме ние во случај на трагедии како што живееме изминативе 2 недели. Ако имаме предвид дека Советот на честа е само регулаторно тело, кое што меѓу другото основна задача има да се грижи и да ги промовира и етичките принципи и критериуми стандарди на работа, прашањето е дали ние како новинари го почитуваме ова изминативе 2 недели. Една од одредбите на кодексот е дека токму несреќите треба да бидат ослободени од сензационализам. Исто и за судските постапки, значи кога се известува дали станува збор за елементарни несреќи, дали за овој тип на ситуација како што имавме со малата Вања, значи не само што треба да биде човек предпазлив и внимателен, мора да внимава пред себе бидејќи стануваше збор за малолетно лице. Можам веднаш да констатирам дека паднавме на многу тестови, почнувајќи од првите денови, кога некој од медиумите објавија дека е најдена во Косово, препишувајќи само некаков статус на некое лице за кое никој не знае кој стои зад Facebook профилот. Сдруженијето на новинарите, односно ние како Совет на честа, реагиравме веднаш, уште првиот ден кога се објави веста дека наводно е најдена, и баравме од медиумите да се воздржат од објавување на шпекулации или нешто што не може да се потврди кој е автор. И тогаш и во претходни прилики имаме истакнато и во наши одлуки. Се што е на Facebook не значи дека е точно, ниту па новинарите можат и смеат да го земат од Facebook без било каква проверка и само да стават наслов и тоа да биде веста, независно дали направиле принтскрин на тоа или без оглед кој е авторот. Проверката мора да постои. Реагиравме на тоа и ги повикавме граѓаните веднаш да реагираат, односно да поднесат представки до Советот на честа, ако утврдат прекршување од страна на медиумите. Независно кој медиум да биде, овој совет во оваа година, откако сме ние на функција и бевме избрани на 3 декември минатата година на изборното собрание, веруете, донесовме повеќе одлуки за кои многумина од колегите реагираа бидејќи не им се допаднаа, но во ниту еден случај ниту попуштивме, ниту на некого му прогледавме низ прсти. Ако навистина има грешки, мора да сме свесни и да ги сносат последиците. Бидејќи само така може да изградиме содржина во која ќе ни веруваат сите, да не бидеме покажувани со прст или од нас да се креираат лажни вести и информации кои влеваат страф и паника, бидејќи во конкретниот случај ние имавме таква ситуација каде што половина од родителите ги бараат децата на секоја минута јавување кај се што се паника, зошто го нема, зошто го има, а сето тоа поттикнато од разни шпекулации кои се појавуваа на Facebook. Нашата задача е токму тоа, меѓутоа ние имаме и една посериозна задача, например пред одреден период донесовме одлука во која изрековме јавна опомена за еден член на Сдруженијето на новинарите и следниот чекор исклучување. Советот на честа има единствената можност во рамки на Сдруженијето, членот кој го прекршил кодексот или ги го прекршува кодексот во континуитет да го исклучиме од Сдруженијето. Ние не сме суд, не изрекуваме мандатни казни и парични, меѓутоа ако колегите како колеги ние оцениме дека се крши кодексот и го исклучиме од Сдруженијето, се надевам дека тоа ќе биде најголемата казна за било кој да знае дека фелата го отфрлила. Токму тоа е нашата цел. Ние меѓу себе да си погледнеме во очи и да речеме што направивме. Бев на конференција во Приштина минатава недела, оттаму и се вратив во понеделникот. Дел од критиките беа наменети токму и за македонските новинари, бидејќи беа собрани новинари буквално од цела Европа. Тие реагираа на објавувањето на фотографија пост фестум сега од настанот на девојчето. Една сериозна етичка дилема која се отвора. Во првиот момент, да, сликата беше објавувана со цел да се помогне да се пронајде девојчето. Меѓутоа сега, кога веќе девојчето е мртво, етичката дилема е дали фотографијата неизина, без оглед кој како ја дал и за кои цели,
треба и понатаму да се употребува. Тоа беше една од сериозните забелешки во Приштина на една голема конференција и каде што, ако размислам сериозно, многу од колегите беа во право. Мора да се застане сега и со овој тип на објави. Заврши приказната што заврши, за жал, така како што заврши несрекно, и ние како медиуми сега барем во тој поглед секојдневно да не ја травматизираме јавноста со фотографии. Се правеше ли сензација и на приватните профили на новинарите во однос на трагедијата? Многу често беа споделувани статуси, бидејќи граѓаните сметаат дека ние имаме информација повеќе и знаеме нешто повеќе, па токму затоа го пишуваме тоа што го пишуваме. За жал, ние имаме неколку представки во овој период кои се однесуваат на Facebook статуси на новинари, меѓутоа нашиот мандат не е таков да ги цениме приватните профили. Ние во една од одлуките објавивме еден наш став и заклучок дека веќе постапуваме по содржини кои се објавуваат на социјалните мрежи, но ако е во форма на новинарски текст. Ако станува збор за личен став и коментар, не можеме, бидејќи цензурата е забранета, Уставот го гарантира правото на слобода на избор и ние на изразување, и ние тогаш како Сдружение на новинари, односно Совет на честа, не сме тие кои можеме да направиме нешто. Меѓутоа, секогаш новинарот пред се мора да го негува говорот на културата на говорот во јавниот дискурс, вклучително и профилите, и секоја информација која ќе објави за ова што вие рековте, веројатно има и поголем број на луѓе кои го следат, и не е исто да објави некој кој има 100 пријатели, некој кој има 5000, колку што дозволува, да речеме, Facebook или било која од другите социјални мрежи. Но, за жал, во тој дел ние не можеме ништо да направиме, бидејќи не сме надлежни за тоа. Единствено остануваат, ако некој детектирал нели говор на омрза и одредени други работи кои подлежат на граѓанскиот или кривичниот закон, секој е одговорен за тоа што го изнесува на Facebook, така да може и за изнесен став на Facebook, ако има елементи на кривично дело или на навреда и клевета, да се одговара и таму, независно дали е новинар или што и да е. Споменавте, имаме неколку пријави. За оние за кои што сте надлежни, како постапувате? Советот на честа има 5 члена. Сите избрани на непосредни избори, значи на гласање од сите колеги кои беа на изборното собрание, и имаше релативно добра поддршка за сите нас кои влеговме во тој совет. Како доаѓа представката, таа им се дели на 5 членови на советот. Јас како председател ги закажувам седниците, координирам со канцеларијата на ЗНМ, се прибираат материјалите, се проверува доколку има потреба, се контактира поднесувачот ако има дополнително да објасни нешто или ние сакаме да прашаме дополнително. Го гледаме пред себе текстот и сега ги анализираме работите за кои тој пишува. Например, нема втора страна. Го гледаме текстот и целиот контекст и цениме дали во конкретниот случај има прекашување затоа што нема втора страна. Дали има говор на омраза, дали има сензационализам, дали има повреда на права на деца или малолетници ако се објавени фотографии. Значи има многу делови од кодексот кои во зависност од тоа што е подносителот во иницијативата има наведено, ги цениме и одлучуваме. До сега во оваа година имаме одлучено преку 50 представки и има зголемен број, ниту еднаш не сме дошле во ситуација како совет да се судриме со мислењата и да се надгласуваме. За среќа, не дека ние сите исто мислиме, секогаш има дебата и различни мислења, но на крај преовладува тоа за кое сите сме согласни и така се носат одлуките. Меѓутоа, уште еднаш повторувам, во овие одлуки кои сме ги одлучиле, да речеме можеби 10 се од колеги против колеги. Во секој случај сме ги одлучиле, независно дали на едните или на другите им се допаѓале, но покрај граѓаните кои се жалат и новинарите се жалат на новинари за различни основи. И во сите случаи сме постапиле и брзо и релативно во кратки рокови, одлуките се изготвени и јавно се објавени. Велам, на дел од нив не им се допаднале, имаше дури и јавни критики по Facebook и така натаму, меѓутоа обстоивме на своите ставови, на одлуките и мислам дека создадовме релативно добра пракса во секој поглед да знае кој, каде му е местото, што направил и навистина, наместо да има доблест да се извинат, не гледам потреба од било каква реакција, бидејќи сепак ова е еден совет на чест во рамки на телото и многу е подобро пред нас да заврши постапката, отколку понатаму да се тужат, да ги тужат, па да се плаќаат штети и така натаму. Значи, ние сме
тело кое изрекува опомени во најстрогата мерка исклучување од членство на ЗНМ, но сепак како фела знаеме и ги гледаме стандардите. Ние 5 луѓе имаме сериозен багаж позади нас во делот на години и стаж и не верувам дека некој може да го стави во подпрашање кредибилитетот без оглед каква е одлуката и на кого му се допаѓа или не. Сосема накусно на тема професионално новинарство, кој ги прашаме нашите граѓани, мислењата ќе бидат секако поделени. Голем дел од одговорните новинари гласно ги повикуваат своите колеги, меѓу другото и на социјалните мрежи кои што ги споменавме, да внимаваме на тоа што го кажуваме, зборуваме и пишуваме во борбата за кликови, гледаност и слушаност, и вие го правите многу често тоа. Мене како обсесија ми стана да им реагирам дури на луѓе, на колеги и приватно, бидејќи имаат такви грешки во текстовите кои се основни грешки. Мешаат институции, не знаат која надлежност е. Не може да пишувате вие за владата, да мислите на парламентот. Не може да пишувате за народниот правобранител, а да мислите на јавниот обвинител или на државниот правобранител. Ако ја во текстот гледам дека не ја познаваат институцијата, тогаш како да им верувам на се што е надолу наведено? Затоа од јануари сега почнува тренинг академија во рамки на Сдруженијето на новинарите, кој ќе биде простор мека за обука на новинари на различни теми. Еве, чисто ја најавувам, иако веројатно преку социјалните медиуми тоа набрзо ќе биде објавено, ќе има разни повици за тие обуки, но ги охрабрувам колегите, посебно помладите колеги, да доаѓаат, бидејќи ништо не е срамота. Денеска се менува во чекор, сите закони во чекор, институции се формираат и не може се да знаат сите. Затоа ќе има овде циклус на обуки кои ќе бидат специјализирани и секој според својот афинитет добро е да помине одредена обука со луѓе кои тоа го познаваат, го знаат, за утре да не прават ако ништо друго основни грешки. И затоа дискутираме гласно и на темава. Последното прашање е сосема неповрзано со ова зашто зборуваме. Најдов како информација вчера додека се подготвував за разговорот, па не можам да не ве прашам. Последните анализи велат дека од почетокот на 2023 убиени се 94 новинари. Пред малку со професорот Дуевски зборувавме за безбедноста. Се правили нешто за нашата безбедност? Овде во Македонија има исто кампања во рамки на ЗНМ, има цел проект кој се однесува на безбедноста на новинарите, каде што можат да ги пријават сите закани, вклучително се направи измени на кривичниот закон, каде што сега заканата или напад на новинар се третира како закана на службено лице и се казнува посериозно. Се води регистар на сите закани и напади во рамки на Сдруженијето на новинарите, значи секој може да го пријави таму, има контакт точка во полиција и во јавното обвинителство. Јавното обвинителство ги прошири контакт точките со уште 3 обвинители во Битола, Штип и Тетово и сега регионално, значи не само во Скопје покрај обвинителка која постоеше, можат да го пријават насилството директно во исто време и на телефон на обвинителите и во локалната полиција и веќе имаме неколку пресуди за колеги кои биле нападнати. Имавме пресуда за напад кај Кавадарц, имавме пресуда за колегите кои беа нападнати во Старата Чаршија, односно има обвинение, ќе има пресуда. Имавме пресуда за напад на екипа на локална телевизија која беше нападната во Црниче и така натаму, што значи дека и судовите веќе излегуваат со пракса, дали се казнени налози или присуди, меѓутоа има пракса за заштита во делот кој се однесува на вршење на професионалната работа на терен и така натаму. Трагавме по овие одговори, благодарам што дојдовте во студиото 5 да ги добиеме истите. Благодарам. Благодарам вас.